Министерот за здравство очекува за 3 години да биде преполовен бројот на пушачи во земјата. Азир Алиу сака да го постигнат овој процент за краток период, а законското решение кое треба да ги даде овие резултати се уште не го поминал ниту владиниот филтер. Законот за заштита од пушење треба да се најде на следната седница на влада, пошто ќе биде доставен до пратениците. Се надевам дека за 2-3 години исто така ќе имаме пресконференција за намалување на пушачите во државата од над 45%, да се надеваме дека таргетот да се стави под 20%. Наместо 3, новините предвидуваат 2 отворени страни на терасите за пушачи во кафеани и ресторани, со што им олеснуваат на околу 7.000 угостители во главниот град, од кои голем дел и поради архитектурата не можеле да го исполнат претходниот услов. Но затоа ќе треба да имаат посебни влезови. Со закон ќе мора да направат влез во самиот угостителски објект кој што е одвоен од просторот кај што се пуши. Фактички идејата на законот е да ги штитиме сите граѓани кои што не пушат, а да им одредиме место на граѓаните кои што пушат каде може тоа да се пуши. И со ова јас сум дефинитивно и како министер и како институција многу задоволни дека секој наш граѓанин кој што не консумира цигари може да влезе во секој угостителски објект без да има пристап до местото, до просторот кај што се пуши. По изјавата на министерот за здравство реагираа производители на тутун и тутунски производи при Стопанската комора, кои велат дека се разочарани од дополнетиот и изменет текст на предложеното законско решение. Според нив, предложените мерки нема да водат кон намалување на употребата на тутунски производи, туку ќе ја поттикнат сивата економија. Инаку, забраната за пушење во затворени простории за сите видови на цигари ќе стапи веднаш во сила по донесување на законот, кој според предвидувањата на здравствените власти ќе биде во мај. За останатите сегменти ќе има одредени периоди на прилагодување. Сања Димитровска, Сител телевизија.